На 11 септември на полнок заврши рокот за пријавување кандидатски листи за советници и за кандидати за градоначалници. Независните и партиите го чекаат последниот момент за да ги достават до општинските изборни комисии кандидатурите кои вчера и денеска ја исконтролираа нивната исправност и веќе ги издаваат решенијата со кои го потврдуваат учеството во изборната трка. Во општина Кочани кандидатурите за градоначалник се сведува на Љупчо Папазов од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ и Николчо Илиев од коалицијата на СДСМ. Познати се и независните и партиските советнички листи кои ќе учествуваат во трката за мандати. Поднесени се две кандидатски листи за градоначалник и тоа од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова на Македонија Љупчо Папазов и коалицијата Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ Николчо Илиев. Исто така имаме поднесено 5 листи за Совет на општина Кочани и тоа се од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова на Македонија, коалицијата Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, коалицијата Движење Одлучно за промени предводена од ЛДП и ДОМ и политичката партија Левица. Исто така имаме и една независна листа, група избирачи Венко Крстевски. Сите листи се поднесени во рокот за поднесување согласно роковникот на Државна изборна комисија и на Општинска изборна комисија. И во општина Виница битката за градоначалничката фотелја ќе се води помеѓу двајца кандидати: Ивица Димитров од коалицијата предводена од СДСМ и Миле Петков од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. А за советнички мандати покрај двата блока ќе се бори една независна листа и две помали политички партии. Имаме 5 листи за листа за советници и 2 листи за градоначалник. Значи вкупно 7 листи имаме во општина Виница. Група избирачи Тедо Талиов. Тоа се поднесени листи за советници. Политичка партија Единствена Македонија, коалиција Одлучно за промени, коалиција Најдобро за мојата општина, коалиција Обнова за Македонија. За градоначалник предводени од ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова за Македонија, СДСМ и коалиција Најдобро за мојата општина. Од страна на Обнова за Македонија кандидат за градоначалник е Миле Петков, од страна на СДСМ и коалиција кандидат е Ивица Димитров. Од општина Зрновци, двајца кандидати ќе учествуваат во трката за градоначалник: Борче Коцев од ВМРО ДПМНЕ и Виктор Ангелов од СДСМ. За влез во општинскиот совет ќе се борат 4 листи: една независна, ЛДП и ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. Всъщност имаме две листи за кандидати за градоначалници. Едната е от ВМРО, Борче Коцев, а другата е от СДСМ, Виктор Ангелов. И имаме 4 листи за советници. Едната е независна листа група избирачи, другата листа е от ВМРО, третата листа е от СДСМ и четвртата листа е от ЛДП. И во Чечиново Облечево тројца кандидати претендираат за градоначалничката функција: Дарко Стефанов од ЛДП и ДОМ, Горанчо Крстев од СДСМ и Далибор Ангелов од ВМРО ДПМНЕ. А за 9 советнички места во општинскиот совет ќе се борат кандидати од 5 листи: 4 неполитички партии и една независна. Согласно законскиот рок до 11 септември до 12 часот на полноќ, уредно и навремено беа доставени 5 кандидатски листи за членови на совет во општинската комисија Чешиново Облешево и 3 кандидатски листи за градоначалник. За кандидатски листи за членови на совет имаат поднесено група избирачи Франческо Наков, коалицијата Најдобро за мојата општина предводена од СДСМ, Движењето Одлучно за промени, ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија и политичката партија Левица. Додека кандидатски листи за градоначалник поднесоа коалицијата Најдобро за мојата општина предводена од СДСМ, Движењето Одлучно за промени и ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија. Предизборната кампања започнува на 27 септември, ќе трае до 15 октомври на полнок, кога стапува во сила предизборниот молк. Во меѓувреме ќе биде извршено жребувањето кои кандидати и листи кои места ќе ги добијат на гласачките ливчиња.